буквата З. Зелениково. Во Зелениково се наоѓа Слатина, населба од неолитското време. Посебно значајни се наодите од последниот слој на населбата од времето на доцниот неолит, според кој е воведена нова културна група наречена Зелениково 2. Наодите се чуваат во музеот на град Скопје. Општината Зелениково се наоѓа во горното Повардарие во средото течение на реката Вардар во близина на сливот на Кадина река и Пчиња. Територијата на општината Зелениково зафаќа површина од 176.095 квадратни метри. Самата општина има изразит рурален карактер и со своите граници опфаќа 14 населени места од кои сите се селски населби. На територијата на општина Зелениково се наоѓаат повеќе културно-историски споменици и знаменитости. Во близина на селото Таор се наоѓа археолошкото наоѓалиште со остатоците од античкиот град Тауресиум во кој е роден византискиот цар Јустинијан I. Исто така во рамките на општината Зелениково се наоѓаат повеќе постари средновековни цркви и манастири, меѓу кои познатиот манастир Свети Архангел Гаврил во селото Зелениково од 14 век, кој е возобновен во 1845 година. Манастирот Свети Ѓорѓije и црквата Воскресение Христово во станица Зелениково. Црквите Свети Димитрија од 14 век и Свети Илија од 17 век во селото Таор, а во Ново село постои црквата Света Талеа, од средновековието возобновена во 1896 година. Злокуќани. Скупи е град од римското и доцно античко време. Поголем број од спомениците се наоѓаат во Музеот на Македонија во Скопје. Злокуќани е село во општината Карпош кое територијално е споено со градот Скопје, со што со тек на времето станува населба на градот. Се наоѓа на надморска висина од 280 метри и има 1635 жители. Селото е рамничарско и лежи на надморска височина од 270 метри. Злокуќани е во непосредна близина на утоката на реката Лепенец во Вардар, од нејзината лева страна. Токму на местото на Злокуќани се наоѓаат најголемиот дел од ископините на античкиот град Скупи. Веднаш на почетокот на селото се наоѓа и наоѓалиштето со остатокот од античкиот пат кој минувал тука, ранохристијанската базилика, амфитеатарот и друго. За потеклото на името Злокуќани се поврзува со легендата на злите куќи, односно зли куќи. Во минатото, во раниот период на Османлиското царство, луѓето кои сакале на ова место да изградат своји куќи, при ископот за поставување на темелите често наоѓале коски и костури, остатоци од антички гробници, разни плочи со надписи и предмети од некогашниот антички град Скупи. Поради пронаоѓањето на овие предмети и особено на коските и костурите, ова место било завикано Зли куќи, а подоцна од тоа име селото го добило своето денешно име Злокуќани. Таму е Скопје, град мој љубав лише.